Почнува ново издание на 360 степени. Добро вечер и благодарам што сте повторно со нас. За вас вечерва ги обработуваме следните теми. ВМРО ДПМН од опозиција ветуваше расчистување на случајот со фирмата за долна облека во надзорот над Бехтел и ЕНКА, но сега обвинителството се жали дека МВР не постапува по нивните наредби. И не само тоа. Уште повеќе не изненади сознанието дека единствениот собственик на Electra Solutions, сегашен Аксион, се откажал од дел од својата фирма. Ќе му успеели на министерот за здравство да воведе фингерпринт регистрација на работното време во болниците? Со тоа се намалуваат можностите за манипулација и злоупотреба. Лекарската комора и синдикатот на клинички се против. Може ли Грција да го олесни поминувањето на границата за македонските државјани? Ние по 3 дена ја правиме една тура од Солун до Скопје. Додека во Европа се 3 дена одат по 1000 км, по 2000 км поминува. Ако нешто не предузму, неќе имати сезони горе. Сторија од Демир Каписко за владење на правото на македонски начин. Зошто меѓу болницата и рибникот државата ја интересира само интересот на пациентата? Почнуваме. Владата склучи штетен тендер. Јавното обвинителство и ДКСК да го истражат случајот. Кога ќе дојдеме на власт, сериозно ќе се позанимаваме со фирмата што до вчера шие лагаќа, сега ќе биде надзор. Ова се парафразирани поенти од десетиците јавни настапи на тогашната опозиција, а сега власт за тендерот тежок 22,3 милиони евра за консултант и надзор над изградбата на автопатите што ги прави Бехтел и ЕНКА. Проверувајќи што се случи со тие најави, дојдовме до сознание дека веќе година и половина МВР не испраќа одговор по наредба од јавното обвинителство кој води предмет за случајот. Во меѓувреме, фирмата Electra Solutions прави профити од над милион евра годишно, го сменила името, а неодамна единствениот газда му отстапил 10% од компанијата на друго лице, што носи нов заплет во случајот. Каков од Александар Димитриевски. Изминаа 3 години од нашата серија истражувачки истории во кои, слој по слој откривавме, како фирма што дотогаш беше специјализирана за шиење долна облека, стана главна карика во надзорот над изградбата на автопатите кои ги гради Бехтел и ЕНКА. Например, услугата за секој геометар ќе се наплаќа по околу 5600 евра месечно. Секој надзорен инженер ќе чини по 8 до 9000 евра месечно, додека месечниот трошок за главен надзорен инженер е 20.000 евра. Ова е лиценцата. Кога се освои, кога користејќи ги сознанијата што први ги објавувавме, јавниот притисок го засилуваше тогашната најголема опозицијска партија. Овој криминал сега може да се стави под тепих. И тие луѓе кои што се учесници, и ова фирма за долен веш, која што се пријавува како надзор на овој капитален проект, треба да им е јасно дека за месеци од денеска, лично јас, ќе се занимавам со овој проект, односно со оваа јавна набавка. Што поради историите на 360 степени, што поради притисокот од другиот дел на јавноста. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција отвори предмет на 28 март 2023 година. Што се случи во меѓувреме? Обвинителството сега обвинува дека МВР не постапува по нивните наредби. А во собственичката структура на поранешната фирма за долна облека влезе лице кое, меѓу другото, било локален функционер на ВМРО ДПМН во минатото. Кој поминал по патот Тетово-Гостивар не можеа да не ја забележал изградбата на новиот автопат кој ќе ги поврзе овие два града. Тој е дел од договореното меѓу владата и Бехтел и ЕНКА во 2023 година. Каде има изградба, таму има и надзор. И тој договор беше склучен во 2023 година. За 22,3 милиони евра, работите треба да ги следи конзорциум предводен од италијанската ИРД инженеринг. Иако, кога загребавме под површината, откривме дека според количината на услуги кои треба да ги дадат, кај домашната Electra Solutions треба додат 8,3 милиони евра, додека кај вториот домашен партнер Евроконсалтинг уште 7,1 милиони. Фирмата ИРД од Италија е буџетирана со 4,1 милиони евра, нивната локална канцеларија со 2,4 милиони и шпанската Ептиса со 400.000 евра. Или, испадна дека она што тогашната власт го најавуваше како надзор од фирма од ЕУ, е само чадор под кој стојат домашни фирми.
Тоа го покажа и друг податок. Од 81 ангажиран експерт, 76 беа од земјава. Да се навратиме на почетокот на историјава. Геометар 5600 евра, надзорен инженер помеѓу 8 и 9000 евра, главен надзорен инженер 20.000 евра. Никој при здрав разум во земјава не би поверувал дека споменативе суми се и плати на поединечните експерти. Таа сума вклучува плата за експертот, трошоци за компанијата и одредена маргина на профит. Токму тука лежи зајакот. Колкав е ќарот? Тој податок може да се провери. Дел од годишната сметка што секоја фирма треба да ја поднесе во Централниот регистар. Првото што го откривме е дека во март годинава популарната Electra Solutions го сменила името и сега се вика Axion. Тоа секако не ги менува финансиските податоци. А тие покажуваат дека во 2022-та, годината пред да го склучи договорот за надзорот, компанијата имала 470.000 евра приходи. Следната 2023-та, кога го склучуваат тендерот, приходите им растат 4-кратно, на 1.890.000 евра. Во 2024 година растат на 3.250.000 евра. За лани да се искачат на 3.920.000 евра. Профитот во годината пред да го потпишат договорот им бил 9.000 евра, што е 1,9% од вкупните приходи. Годината кога го добиваат тендерот, добивката расте на 505.000 евра, односно 26,7%. Во 2024 година профитот е 1.200.000 евра, што е 36,9% од приходите. За лани да биде 1.320.000 евра, односно 33,7% од приходите. Или, на поранешната Electra Solutions, а сегашна Axion, и успеал она за што сонува секој бизнис. За 3 години, од кога и се посреќи да го добие тендерот, да пријави добивка од 3.025.000 евра, на остварени приходи од 9.060.000 евра. Им тргнало од рака на секој 1000 денари приход 333 да им се ќари. И токму затоа, уште повеќе не изненади сознанието дека единствениот собственик на Electra Solutions, сегашен Axion, се откажал од дел од својата фирма. Велиме се откажал затоа што без надомес отстапил 10% од својата компанија. Новиот партнер е лицето Бојан Савески. Се стекнал судел од 10% од фирмата на 3 февруари 2026 година, што значи пред околу 3 месеци. Иако Савески добил 1/10 од компанијата, теоретски може да го добие целиот профит. Така пишува во договорот за основање на Axion. При секоја поединечна исплата на дивиденда, односот на распределба меѓу содружниците се утврдува со посебна одлука на собирот на содружници, донесена пред исплатата. Одлуката за секоја поединечна исплата на дивиденда може да предвиди различни проценти на распределба за секој содружник, вклучително и можност целокупната или дел од добивката да биде распределена само на еден содружник. Бојан Савески е присутен во Electra Solutions од поодамна. Станал управител на фирмата наместо газдата Андон Ампов на 12 април 2024 година. А и претходно и сега е управител на друга фирма на семејството Ампови која има искуство во надзор, Институт за патишта Велес. Според јавно достапниот профил на Савески на социјалната мрежа LinkedIn, пред да дојде во Институт за патишта, имал долга кариера во секторот за јавни набавки во град Скопје. Се вработил во октомври 2012 година на позиција советник за подготовка на документи за јавни набавки. Тоа е период кога градоначалник на Скопје Коца Трајановски од ВМРО ДПМН, човекот кој сега е директор на јавното претпријатие Државни патишта, институцијата потписник на договорот за надзор. Исто така, во време на Трајановски, во 2015 година, Бојан Савески станува раководител на одделението за спроведување на јавни набавки. Во 2017 година, градоначалник станува Петре Шилегов, но новиот градоначалник не го менува Бојан Савески од позицијата. Напротив, кон крајот на неговиот мандат го напредува во раководител на секторот за јавни набавки. Савески си заминува од град Скопје следниот месец, откако Данела Арсовска станува градоначалничка на Скопје. Интернет пребарувањето на името и презимето Бојан Савески не одведи до други информации. Лице со истото име и презиме било советник од редовите на ВМРО од ДПМН во општината Аеродром од 2009 до 2013 година.
Понатаму, лице со истото име и презиме било претседател на месен комитет на ВМРО ДПМН со локација на улицата Тодор Чангов. На улицата Тодор Чангов, барем според адресите депонирани во Централниот регистар, живеел Бојан Савески кога станал управител на Electra Solutions, а сега Аксион. И во двата случаи се совпаѓа општината – аеродром. По сите овие коинциденции се обративме до Electra Solutions, односно поново Аксион. На писмените одговори што ги добивме е потпишан Бојан Савески, како управител. На прашањето, од кои причини одстапен дел од капиталот, а со тој дел од потенцијалните дивиденди, тој вели: Промената во собственичката структура е дел од внатрешно деловно и организацијско преструктурирање со цел долгорочна стабилност, професионализација на управувањето и усогласување на одговорностите со реалниот придонес во работењето. Одлуката е донесена исклучиво врз основа на деловни, професионални и организацијски причини. На следното прашање, дали околноста што Савески работел во град Скопје, меѓу другото со Коце Трајановски, влијаело на одлуката на компанијата? Одговорот е: Моето професионално искуство беше земено предвид единствено од аспект на стручните, организацијските и менаџерските капацитети. Ниту една моја претходна професионална околност, вклучително и работното искуство во институции, не беше причина за отстапување удел во компанијата. До моментов не сум носител на ниту една партиска или друга јавна функција. И на прашањето, дали и каква е врската меѓу партиските функции на Савески во минатото и неговиот влез во Аксион, прво како управител, а потоа и како косопственик. Сакам јасно да нагласам дека не постои никаква врска меѓу мои претходни политички или јавни ангажмани и одлуката за мој именување како управител, ниту пак со промената во собственичката структура. Одлуките се донесени исклучиво врз основа на доверба, професионален капацитет, оперативно управување и придонес во развојот на компанијата. Ние имаме сега проблем со надзорот или со судијата што е неспособен. Не е толку проблем дека фаќа страна, да речеме дека фаќа страна за Бехтел, туку се неспособни да воопшто се постават како судија во целиот овој процес. Надзорот? Да. И се улогата на надзор, јас и Коце Трајановски ја преземаме, па ние водиме жестоки разговори со Бехтел и НК, па ние се убедуваме што треба и што не треба. Вака, за надзорот, на крајот на 2024 година говореше вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Тоа е само една од причините поради кои прашавме во јавното претпријатие за државни патишта со кое раководи Коце Трајановски, каков им е ставот за надзорот. ЈПДП работи исклучиво и согласно со законските прописи и договорните обврски што произлегуваат од проектите за изградба на коридорите 8 и 10Д. Надзорот над изградбата се спроведува преку ангажиран конзорциум, избран во претходна постапка и во мандат на претходното раководство. Наш приоритет е квалитетна и навремена реализација на инфраструктурните проекти од национален интерес. Во таа насока, сите учесници во процесот, вклучително изведувачот Бехтел и НК, но и надзорот предводен од ИРД, се должни да постапуваат согласно со договорите и важечката регулатива. На прашањето пак, каков е коментарот на директорот Коце Трајановски за промените во управувањето и собствеништвото во Electra Solutions, го добивме следниот одговор. Во однос на промените на приватна компанија, немаме коментар за тоа што сметаме дека тие се дел од нивното деловно работење и не се во директна надлежност на ЈПДП. За ЈПДП од суштинско значење е надзорот над проектите да се реализира професионално во согласност со договорените стандарди и рокови. Сите субјекти ангажирани на проектите се обврзани да ги почитуваат тие критериуми. Власта влезе во шема која смрди на корупција. Со изборот на надзорот ризикуваат да ја посрамотат Македонија и да го оштетат буџетот. Јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција да не мислат уште многу, туку да реагираат веднаш, иако тоа требаше да го сторат пред 2 недели. Експресно добиената лиценца, нејаснотиите во бројот на вработени ветени експерти, високата цена на услугата, се дел од причините поради кои тогашната опозиција, сега власт, бараше истрага од надлежните. Како што кажавме, тогаш јавното обвинителство отвори предмет. Па, се изненадивме од одговорот сега, од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал на прашањето што е преземено и до каде е предметот. По наредби на предметниот јавен обвинител МВР презема дејствија. Со оглед дека наредбата до МВР е донесена на 16.9.2024 година
и станува збор за подолг временски период во кој службите во МВР постапуваат. Јавниот обвинител упати низ ургенции со цел поскоро добивање на извештаите по наредбите и расветлување на случајот. Со оглед дека до овој момент до ОЈО-ГОК не се доставени известувања, ве упатуваме останатите прашања да ги доставите до МВР, единица за корупција. Се обративме до Министерството за внатрешни работи. Прашавме зошто не ги доставиле бараните извештаи до обвинителството и кога ќе го сторат тоа. Ова е интегралниот одговор. Во врска со вашите прашања ве известуваме дека од страна на ОЈО-ГОК добиена е наредба за преземање на действија од страна на Министерството за внатрешни работи. Дел од проверките се веќе извршени и во тек е анализа на целокупната документација, а дел од проверките треба да се преземат по завршување на анализата со цел добивање на релевантни факти кои се од значење за целосната предистрага. Владата на Христијан Мицкоски беше избрана на 23 јуни 2024 година. Тоа значи дека барањето на обвинителството за гонење на организиран криминал до МВР во врска со предметот за надзорот на автопатите од коридорите 10 и 8Д е стигнато во третиот месец од почетокот на мандатот на сегашниот премиер, а со тоа и на мандатот за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Ништо од тоа не е пречка за на терен да си врват и изградбата и надзорот. Прво Велика Британија, а потоа и Србија излегоа со тврдање дека Грција нема да ја спроведува новата процедура на ЕУ при влез и излез од Шенген зоната за нивните државјани. Во таква атмосфера разбирливо е што во земјава почна да се поставува прашањето, а ние? Фактите сепак велат дека официјална Атина нема потврдено никакво ослободување од скенирањето од печатоци од прсти и фотографирање за ниту една држава. Според актуелните правила на Брисел и не може да има такво нешто. Што е можно во пресрет на летото од сторијата на Зоран Јовановски. Изминаа првите два продолжени викенда, а со тоа и првиот вистински тест на ЕС, новиот дигитален систем за евиденција и контрола на влезот и излезот на државјани од земји што не се членки на Шенген зоната. Но, иако заигра оро заробени на влез во Грција за 1 мај, ниту српските, ниту македонските туристи ги радува оваа новост. Сега се чекаше по 4-5 сата. Сега ќе се чека по 12, по 10. Значи, ако се овако настави у оним гужвама кои су недавно не биле и пре овога, неќе имати туристи. Постои ли можност Грција да го олесни влезот и излезот за соседите, и ако да, кои се сценаријата? Околу 160 километри по автопатот Пријателство, толку неделја од Скопје до кафе и краток одмор веднаш по влезот на грчка територија. Но целта ни беше друга. Тргнавме кон нашиот јужен сосед Грција, преку граничниот премин Богородица Евзони. Ќе провериме со каква административна процедура ќе се соочиме за влез во земја членка на Европската Унија. Патувавме во работен ден и во работно време. Немаше сообраќај попат, па не очекувавме метеж ниту на граница. На преминот Богородица пред нас имаше само 2 автомобила што чекаа ред за да поминат. Пасошка контрола и продолживме и ние. Гужва немаше ниту на Евзони, но одеше побавно. Неколкумина патници веќе чекаа да поминат низ процедурата на новиот систем. Излеговме и јас и колегата снимател. Ни побараа само пасоши, а другите документи ни ги вратија. Следуваше фотографирање. Стои мирно, ама оди малку подесно, беа насоките на љубезните контролорки. Потоа, скенирање на 4 прсти од десната рака. Истата процедура ја помина и колегата. Па продолживме на грчка територија. Целата процедура што ја налага новиот систем за влез во земја членка на Европската Унија, нам, за двајца патници, ни одзеде неколку минути. Краток одмор и тргнавме назад по истата рута. А дали фотографираат и при излез од Грција? Сега тоа ќе видиме. Ги спремивме документите и дилемата ја расчистивме на Евзони. За излез од Грција чекаа повеќе автомобили. Влеговме во побрзата лента. На шалтерот веќе некој ги скенираше прстите. Луѓето во автомобилот со грчки таблички пред нас покажаа само пасоши.
Нам ни побараа пасоши и повторно ни ги скенираа прстите. Прашав дали треба и фотографирање. No фото беше одговорот. Брзо поминавме на македонска територија. Искуството ни покажа дека задржувањето по автомобил сега е подолго. Ако нема сообраќај, нема проблем. Но како што покажа првомајскиот викенд, чекањето може да одземе и до 10 часа. За нивното искуство поразговаравме со возачите што ги затекнавме. Се погоди најбројни да бидат од Србија. Ако не нешто не предузму, неќе имати сезони вртвет. Треба да се тоа обустави, таа процедура. Да се врати на старо као што е код нас. Јел би пошли за Грчку у такви околности? У сезони не. Па ми сме супер прошли jer danas nema gužve, ali inače brzo prođemo nas četvoro, ali video sam neki drugari su išli u nedelju, to je bio pakao. Sad su bila 3 kola, pa je to prošlo brzo. Колку време беше потребно за вие четворица сега да поминете? 2-3 минути. Од прилики, а само што кога има 500 автомобила, тоа е проблем. Дали би тргнале за Грција еве на летување во вакви околности кога е шпиц на сезоната? Не. Не би ишли за Грчку, не. Што мислите што треба да се направи? Па не знам, да се тоа уради дигитално, па само да покажемо и да идем. Да урадимо онлайн. На постапката и чекањето се жалеа и македонските граѓани. Сега се чекаше по 4-5 сата. Сега ќе се чека по 12, по 10. Вие сте биле, колку време ви треба за да поминете? Види, имам бугарска лична карта, право давам нити отисоци, нити сликање, нити ништо. Ама сега со ова, јас мислам оти ќе има до Миравци, до горе, до Неготино околу оно. За новиот систем негодуваат и македонските државјани од пограничниот регион, чија работа налага често поминување на границата. Јас сум вработен во казино, мислам дека многу гужви се ставаат со овој систем, значи треба некоја толеранција од Европската унија, значи за нас работените што работиме во овој дел, да се олесни малку значи пристапот до после грчката граница. Не е проблемот за возачите, проблем е за македонското стопанство. Ние по 3 дена ја правиме една тура од Солун до Скопје. По 3 дена. Додека во Европа за 3 дена одат по 1000 км, по 2000 км поминуваат. Според статистиката на Министерството за внатрешни работи, за време на продолжениот викенд за 1 мај, на граничниот премин Богородица влез во државата оствариле 26.579 лица, и македонски и странски државјани. Во истиот период, излез оствариле вкупно 14.797. Само за споредба, за време на летната сезона, преку Богородица во Грција влегуваат и до 50.000 патници за време на викендите. Од страна на граничната полиција на нашата држава се превземени сите мерки и активности, односно ставени се во функција сите расположливи материјално-технички и човечки ресурси со цел обезбедување брз и непречен проток на патници на сите гранични премини. Очигледниот проблем што го донесе новиот систем за влез и излез од Шенген зоната веќе е кренат на ниво на аларм во повеќе држави. Се разговара за можни решенија. Британските медиуми, например, објавуваа дека Грција и други популарни туристички дестинации ја укинале процедурата за нивните државјани. Применјуваće се тај систем можда у неким вечерним сатима или у терминима када нема велики гужви. Викендов таков третман за српските туристи најави генералниот конзулат на Србија во Солун. Da, sigurno da neće biti zvaničnog dokumenta, ali srpski turisti s obzirom na izuzetne, ja to moram zaista da naglasim, izuzetne političke odnose Republike Srbije i Republike Grčke, zahvaljujući našem predsjedniku Aleksandru Vučiću, gde su nam sva vrata otvorena, otvorila su nam mogućnost da se na srpske turiste gleda privilegovano i da biće suspendovan entry-exit sistem u periodu od 1. juna do 30. avgusta. По ваквата објава од српските власти, шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски изјави дека за ова прашање неколку земји од регионот се во комуникација со Европската унија и со нашите соседни земји членки на унијата. За сега нема одговор. Приметив исто така, викендов еден обид да се направи од темава естрада во соседна Србија, естраден пристап на вистина, затоа што кога се случуваат тие големи гужви на гранични премини, посебно на копнените гранични премини, не може вие да тргнете државјани од една држава во една лента, а други да ги оставите сите во други ленти.
Низ нашата земја транзитираат голем број на државени на земји членки на Европската унија. Нашите државени од земји од регионот кои што не се земји членки на Европската унија и затоа секој резултат кој што ќе го постигнеме можеме да го направиме само колективно. Варијантата која сепак се чини најблиска до вистината е дека ЕС системот им дозволува на земјите членки на Европската унија да го суспендираат системот во периоди кога има големи гужви на границите, најмногу до 6 часа во текот на едно деноноќие. Таа опција засега е активна само за ова лето. Сања Ристовска е долгогодишна дописничка на Државната агенција МИА од главниот град на Грција, Атина. Таа вели дека во грчките медиуми нема многу вести и анализи за ЕС системот, но потенцира дека туризмот е многу важен за Грција, со оглед дека само минатата година имало рекордни 38 милиони туристи. Официјалниот став од грчката влада е дека самата регулатива на Европската унија дава одредени можности и алатки на секоја земја да се соочи доколку постојат некакви притисоци. Ова е официјалниот став од портпаролот на грчката влада Павлос Маринакис од минатата седмица. Сега ова како би можеле да го толкуваме? Би можеле да го толкуваме дека можеби доколку има многу гужви на граница, дека нема да се спроведува. Меѓутоа ова е само толкување, останува да видиме како ќе биде во пракса во текот на летниот период. Таа вели дека нема официјален став од грчките власти за потенцијално привилегирање туристи од одредени земји, ниту пак за неформално заобиколување на новата процедура. Од Грција нема официјално соопштение, ниту за британците, ниту за србите. И овде во Грција за британските туристи, ми се чини пред 2 седмици беше дека се дозна токму од британските медиуми, кои што се повикаа на информации од представник на грчката туристичка организација во Британија и грчката амбасада во Велика Британија, меѓутоа официјална потврда од овде од Атина немаше. Исте случајот и со српските туристи. Од Туристичко-гостителската комора на Македонија велат дека постои неизвестност, но засега нема откажување летни аранжмани. Побарале од Грчкото Министерство за туризам во текот на летната сезона македонските туристи да бидат изземени од процедурата. Ние очекуваме до крајот на месецот да има некој став, Грчкото Министерство, меѓутоа ние мислиме дека и да нема некоја официјална потврда дека ќе има некое као неофицијално суспензирање на ЕС системот, која ќе проценат грчките погранични власти дека има големи гужви на граничните премини и тоа ќе биде на мала врата спроведено. Нема да се чека долго за да се дознае евентуалното решение. Ќе покаже првиот жежок јунски викенд или можеби веќе покажа изминатиот. Гледате 360 степени на МРТ1. Докторите и другиот персонал во неколку клиники при комплексот Мајка Тереза во Скопје веќе неколку месеци се пријавуваат и одјавуваат од работа со отпечаток од прст. Системот се уште е во пробна употреба, но намерата на Министерството е во еден момент да го воведе и официјално во сите јавни здравствени установи. Нашата Галена Николовска-Ризвановиќ разговараше со повеќе засегнати страни. Директорите на чии клиники веќе се користи системот велат дека е безбеден, дека не е против персоналот и дека ќе помогне да се спречат злоупотреби со работното време. Лекарската комора и синдикатот на клиничкиот центар се критични кон воведувањето на системот, што поради сомнежи во безбедноста за личните податоци, што поради сомнежот во нивното поведение кој премолчано им се наметнува. Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје е клучната здравствена установа во државата за дијагностика и лекување заразни болести. Функционира во рамки на клиничкиот центар Мајка Тереза и има околу 150 вработени, медицински и административен кадар. Сите тие од пред околу 1 месец имаат нова рутина при доаѓање и заминување од работа. Покрај употребата на картичките за евиденција на работното време, треба да направат двојна идентификација, да остават отпечаток од прст. За доаѓање на работа треба да се притисне F1, треба да се стави палецот и веднаш се регистрира името и презимето на секој еден вработен. За заминување од работа, значи истиот принцип, само што тука притискаме F2, притискаме и повторно име и презиме на секој еден вработен.
Апаратите се поставени на двата влеза на клиниката. Системот го покажува точното време на регистрација. Досега немало поголеми проблеми, вели главната медицинска сестра на инфективната клиника Даница Бошковска. Станува збор за пробен период, па вработените имаат време да се привикнат на новиот систем, вели таа. Сето на регистрирање како што било до сега мислам дека многу сериозно ќе биде сватено и дека секој еден вработен ќе се куца на време. Не се лута дел од колегите? Најпрво имавме потреба да бидеме сигурни дека ништо не правиме со оглед на личните податоци кои што за секој еден вработен треба да бидат заштитени. Прво тоа нас не беше битно, као раководител, директорот и као главна сестра јас на клиниката, сметавме дека најпрво тој документ требаше да биде донесен, да не оштетиме никој од вработените, а се друго што е полесно за наша евиденција е многу подобро. Инфективна е една од првите клиники во Скопје каде Министерството за здравство го спроведува пилот проектот за евиденција на работното време. Директорот на клиниката Фадил Цана вели дека станува збор за софистициран систем кој дава податоци во реално време. Тоа, според него, веќе придонело за подобра организација и поголема ефикасност во работењето. Без оглед на кој систем ќе се спроведе, секоја новина, тоа е во природата на човекот да даде отпор, нели се повикува на Законот за здравствена заштита, но мислам дека тоа е више средено со правилниците што више се излезени во службен весник и со дозволата дадена од Агенцијата за заштита на лични податоци. Тоа е регулирано и на сите вработени им е кажано дека правно е тоа средено и дека е задолжително да дават податоци, затоа што нема никаков резон дека може да се злоупотребуваат тие податоци. Голем дел од критиките се однесуваа на тоа дека дел од лекарите, конкретно да речеме, поголем дел од времето го поминуваат во приватно здравство и работат паралелно и таму. Сега дали се намалува таа можност или сега не можам да зборувам поединечно за другите клиники, кај мене таков случај нема, ниту имало, ниту има, ниту верувам дека во иднина ќе има. Но факт е дека со фингерпринтот со тоа се намалуваат можностите за манипулација и злоупотреба. На прашањето колку системот ќе донесе суштински промени во однос на здравствените услуги, во лекарската фела и за пациентите, или станува збор за поголема контрола, Цана вели. Звучи како контрола, но со тоа барем јас како тоа го доживувам, можам да споделам дека со овој систем некако се подигнува и одговорноста уште повеќе на вработените, дека со овој систем треба да се посовесни, поодговорни и не дека е целта да се казнува, туку целта е и посовесно и поодговорно да се биде на работното место. А со тоа нормално дека ќе има импакт и во да кажам, нели, во услугите кон пациентите. Проектот за евиденција на работно време преку отпечаток од прст и тоа во сите државни установи го турка министерот за здравство Азир Алиу. Целта, вели, е да се намалат злоупотребите и манипулациите со дежурствата. Системот, барем засега, не предвидува казни. Еден голем дел на директорите, освен што го поздравија, други барат да го пилотираме кај нив, бидејќи ние сме мала држава, и злоупотребите од типот куцање на 3 картички од еден вработен, знаеме дека не е исклучок во нашата држава и често се случува. Фингерпринтот не може да се лажира, има заштити и ние сме сигурни дека со овој пристап, со дигитализација на работното време, уште еднаш не е против докторите и вработените во здравствениот систем, едноставно е да можеме тој бенефит на здравствени институции, на граѓани и на државата, да го почувствуваме сите ние кои што живееме во оваа држава. Пробна употреба на системот во моментов има во Министерството за здравство и на 3 клиники. Ентузијазмот на министерот не го менува фактот дека има отпор кај дел од лекарите.
Од самостојниот синдикат на вработените во клиничкиот центар велат дека остануваат на ставот кој преку допис го доставиле до Министерството за здравство уште во јануари. Во него се вели дека евиденцијата на работното време со отпечаток е неприфатлива, понижувачка и спротивна на европските стандарди за заштита на лични податоци. Користењето биометриски податоци представува сериозно задирање во личниот интегритет на вработените. Според меѓународните и домашните правни стандарди, ваквите мерки мора да бидат нужни и пропорционални, што во овој случај очигледно не е исполнето. Министерството, како што велат во реакцијата, избира пристап на контрола и недоверба, што дополнително го демотивира персоналот кој онака работи под екстремен притисок. Здравството не е фабрика. Природата на медицинската работа, дежурства, итни интервенции, продолжени операции преку време на работа, бара флексибилност и вреднување на резултатите, а не механичко чекирање кое може да биде нефункционално, неправедно и подложно на злоупотреби. Став побаравме и од Лекарската комора на Македонија, што мисли стручната Фела за новиот систем на евиденција на работното време. Оттаму ни одговорија дека најавената мерка не го адресира суштинскиот проблем во здравството, квалитетот на услугите и исходите за пациентите, бидејќи физичкото присуство не е гаранција за професионален ангажман. Сакаме да укажеме и на тоа дека во пошироката јавност оваа мерка може да се доживее како израз на недоверба кон медицинскиот кадар. Во услови кога здравствениот систем се соочува со сериозен одлив на кадар, секоја политика што може да влијае на демотивација треба внимателно да се преиспита. Важно е да се потенцира и дека отпечатокот од прст е чувствителен и неповратен личен податок, чија евентуална злоупотреба или протекување не може да се поправи како во случај кога постои злоупотреба на лозинка или картичка. Од комората бараат поширока и стручна јавна дебата за системски решенија, кои наместо да создаваат, како што велат, привидна контрола, ќе ја зајакнат одговорноста и ќе придонесат за вистинско подобрување на здравствените услуги. Воведувањето, одржувањето и управувањето со ваков систем бара значителни ресурси, кои можеби би имале поголем ефект доколку се насочат кон обезбедување на неопходните лекови и медицински материјали, или да се насочат кон подобрување на условите за работа, опремата или дигитализацијата на здравствените услуги. Некаде помеѓу резервите на дел од лекарите и ентузијазмот на министерот е клиниката за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар. Таму се поставени 3 апарати. Самата евиденција е многу брзо. Значи, апсолутно е ептен брзо. Дори картичка вадиш лево десно, тука доаѓаш само прстот го ставаш. Кај вас не помина сега? Не помина кај мене, пошто јас сум доле евидентиран на травматологија. Директорот Игор Мерџановски вели дека наскоро ќе се инсталираат уште 3 апарати со што ќе бидат опфатени сите 4 клиники кои функционираат во зградата. Но додава, тест фазата се спроведува само кај оние вработени кои доброволно се пријавиле. Секое ново решение може да предизвика почетна резерва, особено ако се доживее како дополнителна контрола. Затоа е многу важно да се комуницира со вработените, да им се објасни дека системот не е насочен према нив и против нив, туку е за воспоставување за фер и транспарентни правила, за подобра организација на организационите единици и клиниките, со отворен диалог, објаснување во придобивките и вклучување во системот на сите вработени, и верувам дека ваквите сомнежи ќе се намалат со текот на времето и дека овој систем ќе биде прифатен од сите. Дали системот ќе донесе суштински промени или ќе стане само екстра административна обврска? Мерџановски вели мерката нема да ги реши сите предизвици во здравството. Подобрата евиденција на присуство и ангажман може индиректно да придонесе за поефикасно користење на човечките ресурси, што на крај ќе се одразува за подобри здравствени услуги кои што ќе се даваат на пациентите. Исто така треба да напоменам дека покрај овој дел кој што ние го правиме како пилот проект, потребни се инвестиции, кадровско засилување и подобрување на работните услови на работниците. Според најавите на министерот Азир Алиу, како ќе одминува времето, така ќе се шири бројот на здравствени институции во кои ќе се спроведува тест фазата. За сега сепак нема прецизно одреден датум, кога системот ќе влезе во официјална употреба.
Емисијата ја продолжуваме со нова тема. Како и да почне да се раскажува следнава приказна, потребно е повеќе време за да се стигне до незината срж. Дека успешен бизнис, од кој живеат 30 семејства во речиси иселен дел од земјава, е под закана да престане да работи, бидејќи државата инсистира да изгради пат до приватна хациенда која на хартија требало да биде болница. Нештата ретко кога се црно-бели, поради што инсистиравме да ги слушнеме двете страни во приказната. Компанијата од каде се жалат и општината. Како ретко кога во нашето долгогодишно работење, локалната власт одлучи да остане нема. Хекура на кифи. Овој впечатлив објект се наоѓа на територијата на општина Демир Капја. Кога ние бевме таму, во работен ден и во работно време, не видовме жители или посетители. Според објавата на интернет огласникот Пазар 3, која датира од 7 февруари 2024 година, објектот е на продажба. Опишан е како хациенда изградена во бразилски стил. Ало. Добар ден. Добар ден. Представувајќи се како заинтересирани купувачи, се надевавме дека ќе дојдеме до собственикот. Дојдовме само до агентка за недвижнини која ни кажа дека објектот е продаден уште пред 3 години за цена од 4,5 милиони евра. Пред колку време се продаде? Пред 3 години. Причината поради која се заинтересиравме за објектот е што додека во оглас се продава или се продавал како хациенда, на артија е нешто друго. Според податоците од Агенцијата за катастар на недвижности, станува збор за објект со намена Б21. Тоа е ознака за клиники, односно објекти од терцијарна здравствена заштита. Собственик во моментов е лицето Сашо Николовски. Како е можно едно на хартија, а друго на терен? Земјиштето на кое се наоѓа објектот општина Демир Капја го продала преку електронска аукција на 22 февруари 2012 година. Намената уште при продажба била изградба на објект за здравствена и социјална заштита. Веројатно, затоа и се продало за само 120 денари за квадратен метар. Купувачот со потписот се обврзал дека ќе го изгради објектот согласно урбанистичкиот план во рок не подолг од 6 години. Објектот е изграден многу порано пред истекот на рокот, но ниту станал, ниту наликувал на здравствена или социјална установа. Овие снимки од локацијата се од пред околу 1 месец. Полицајците не се таму за да ја решат мистеријата, како болницата станала хациенда, туку да урнат ограда за на незиното место да се изгради пат. Пат што ќе води до несудената болница. Браво, еве! Оградата која се ручеше таа вечер била изградена во 1958 година. Тврди Ристет Димов, човекот кој ги предводеше протестите и кој е собственик на рибникот сместен за срушената ограда. Рибникот екзистира од далечната 58 се до 2003 година се менуваат неколку собственици. Дури државата е во неколку наврати собственик преку риболовни здруженија, експериментален топ на пастрамки и така натаму. Собственици сме од 2003 година. Рибникот Реал Фиш, вели Димов, во моментов вработува 30 на луѓе. Продава риба и рибни производи и дома и во странство. Изградбата на хациендата, односно патот до неа, се прашање од животно значење и за него и за оние што го вадат лепот од оваа место. Сите зафати што сме ги правеле, како и систем за рециркулација, градежни делови и инсталации, сме ги правеле во склоп на просторот поточно помеѓу оградата и рибникот. За нас, како правен субјект, односно како фарма за производство на виножитна пастрмка, изградбата на пристапниот пат до хациендата буквално би значил уништување на нашиот бизнес и уништување на нашата фарма. Зошто? Затоа што во тој простор помеѓу оградата која што неодамна беше турната од градежниот инспекторат и базентите за топ на риба се наоѓа инсталација, подземна инсталација на цевковод, подземна инсталација на кислородна апаратура, односно дифузори за збогатување на таа вода, електрични инсталации и така натаму и така натаму.
а абсурдот да биде поголем и државата учествувала во развојот на тие инсталации преку субвенции од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделство и руралниот развој. Проблемот, вели Димов, е поради тоа што во 2011 година се изменил урбанистичкиот план, со кој врз нивните инсталации и базени кои се изградени во границите на оградата на стариот рибник е нацртан пат кој води до еден и единствен објект, веќе споменатата хациенда, односно несудена болница. Се понудивме ги до државните власти, до локалните власти, до локална самоуправа, на наша иницијатива, во независно каква форма они би сакале. Дали тоа да биде како донација до општина, дали тоа да биде со нивни подготвен проект, наша изведба, значи било како. Ние да инвестираме во пристапниот пат до хациендата. Ние го со наши собствени средства. Ќе работиме неколку години за таа цел, се со цел да има и мина овој објект, бидејќи има историско право за нешто што постои од 58 има историско право да екзистира. И после нас, за наредни генерации. 360 степени се обрати до општина Демир Капја со повеќе прашања во врска со случајот. Дел беа за околноста дека на државното земјиште продадено за болница денеска има хациенда, дел за спорниот пат. Ние добивме одговор и покрај тоа што се обидовме неколку пати. Но општината, сакала не сакала, ќе мора да му одговори на Уставниот суд. Таму е доставена иницијатива за оценување на легалноста на урбанистичкиот план со кој е всртан спорниот пат. Адвокатот Блаже Крчински тврди, спорните измени од 2011 година подразбираат дека насила бил основниот акт, а тој според него не бил. Истиот требало да биде усогласен со законските одредби од Законот за просторно и урбанистичко планирање во 2006 година, меѓутоа тоа не било сторено. Потоа со измените на законот се дало можност на локалните власти да направат измена и дополнување на планот до 2009 година, меѓутоа и тоа не било сторено, а самата измена која што е актуелна, односно која што е во сила и која што општината ја применува, е донесена 2011 година. Од таа причина сметаме дека деталниот урбанистички план не може да биде применет, бидејќи истиот се базира на акт кој што не бил во правна сила, односно кој што престанал да важи. Како доказ дека е точно тоа што го говори Крчински, посочува и на документи од Министерство за транспорт. Поточно, станува збор за одговор од транспорт на иницијативата на Рибникот од 2017 година. Да се смени урбанистичкиот план во кој е предвиден патот. Од една страна, при примена на деталниот урбанистички план, односно измената и дополнување на општиот акт, општината смета дека актот е во сила и го применува, а од друга страна постои мислење на, односно известување на Министерството за транспорт и врски, во кој што е наведено дека општиот акт, односно актот врз основа на кој што се донесени измените и дополнувањата, не е повеќе во правна сила и е неважечки. Па затоа цениме дека во конкретната ситуација општината не може да го спроведе, односно да ја реализира изградбата на патот, бидејќи истиот не постои во урбанистичко-планската документација. Општината сепак веќе тргна во спроведување на планот. Неспорен е фактот дека земјиштето за патот е државно, но неспорен е и фактот дека објектите од Рибникот на него се легални. Нејасни се многу работи, но најмногу зошто меѓу болницата и Рибникот државата ја интересира само интересот на хациендата. Во продолжение сатиричниот коментар на Сречко Поповски. Со сите своји специфики, Куманово навистина представува посебен град во царството на хуморот. Советниците и општинската администрација работат во иста зграда, ама за кое било прашање од интерес на граѓаните. Нивната комуникација и кореспонденција наместо лично и директно се одвива преку посредници.
Еве од службите сугерира дека одговори се пратени по пошта, што значи ако е по пошта, тогаш или ќе доцнат или ќе залутат. Меѓутоа се пратени, а ќе стигнат некогаш. Оттаму со право некои други општини добиваат примат и се за похвала, бидејќи не само што не функционираат еднонасочно, туку нивната динамика е толку голема што со сиот ризик се подготвени да кршат дури и сообраќајни правила. Од 2 мај, а поточно 3 вуке, има да возиме, до сега возиме 100, значи возиме 220. Кога возите брзо, внимавајте, бидејќи излетувањето при брза воžња ќе не однесе сите у ендек. А таму во дупка и нивото и квалитетот на културни настани кои ги организираат општините, особено тие што се организираат на лето. Па изборот на изведувачи и на понудата изгледа не зависи само од идејата и потребите, туку и од временската прогноза. Значи Куманово го споредуваат сега и сите зборуваат дека една Паланка го надмина Куманово. Ако може Паланка цело лето, јули, август да има настани, ладно е Паланка. Алла Вера само ќе кажам. Ако метеото влие врз културата, тогаш не постои причина присуството на фауна во кујните во детските градинки да не се третира како нормална појава. И тоа не е проблем само на Кавадраци, туку и на други светски метрополи. Како ви тоа сте фрапирани од еден стаорец кој што го видели, јас не можам да сватам. Ми се случи и у Франција, у Париз, ресторант глуше за перрипа. Што да правите? Есто вајнто бене, кажи Ване. Избега глушат преку маса. У елитен ресторант. Животинка, а има. Добро што не е крокодил, буке. Ама влекачи и штетници кои го грицкаат општинскиот буџет има насекаде. А затоа и не треба да зачудува кога подсомнеш се става се. Особено кога се премолчува и на секаков начин се оневозможува откривањето на идентитетот на некоја си градежна компанија која сака да направи нешто од својот джеб. Колега, гледам дека имате многу сомнежи во врска со ова донација. Јас ви предлагам да истражувате. О, Господе Боже. Господе, значи да не се впуштаме повеќе во вакви недолични однесувања. Председателке, да ве немаше, требаше да ви измислиме. И на крајот, кога е евидентно дека нешто е измислено, баш поради тоа што требало. Градоначалник, мислам дека собра доста материјал за саботажа. Мислам дека веројатно не сакаш да го никао совет и као општина го изгубиме приматот. Гледам сега неготинци се доста актуелни таму и па затоа овие вуке подрештени овако онака. Битката за учество која потикнуваме и предизвикуваме не само во тиквешијата не е намерна. Никој не треба да се чувствува запоставен, ама правото некој да биде представен во оваа лига треба да се заслужи. А во ова коло, Неготино беше слободно. Со саботажата ја заокружуваме емисијата. Благодарам што не следевте. Се гледаме в понеделникот 20:15.